што еве можеме секако и некој пат да се обидеме нашата редакција или нашиот објектив на Телма телевизија да го лоцираме во една од легендарните кошаркарски сали, Лазар Лечич, конкретно кога станува збор за градскиот парк, едно прибежиште каде што има многу музика, многу култура, уметна забава, па дури и спорт. Многу ми е драго, ќе ја поздравам Симона од Базен Карпош, која што ми го даде линкот до Горан Андреевски, кој што има и вистинска прилика и привилегија денеска да се гордее со четврт век постоење, 25 години на кошаркарскиот клуб Водно Санс. Во моментот ќе ви заблагодарам што на редакцијата на Утринска на Телма ја овозможивте барем на момент, 10 на 15 минути, да влеземе во овие спортски терени тука, да ги имаме овие 20 фантастични, јас би рекол, па и постулати на вашето работење, Горан, младенци кои што велите дека се една важна алка и есенција на постоењето на Водно Санс. Твојата, можеби, инвестиција во спортот со основањето на клубот уште во 2002, велиш, можеби уште од 2000-та, кога како Николец започнува идејата, ама прво ќе ви честитам за, ајде ќе кажам, издржувањето, конзистентноста и фокусот да се остане можеби на пазарот на спортот си во овие години, да станете еден мокен рудник на млади спортисти и таленти. За официјално првпат јас ве запознам, многу ми е драго што ми импонира што можеме денеска вака на Телма телевизија да ви честитам и да споделиме некои убави искуства од оваа веќе успешна сезона и за вас. Ви благодарам за убавите зборови и благодарам на поканата да бидеме денеска ваши гости во вашата емисија. Да, ова е 25-та сезона неофицијално за КК Водно Санс. Официјално сме на папир оформени 2002-та, меѓутоа почнуваме 2000-та година за прв пат да функционираме како клуб на Водно во основно училиште Кочорацин. Таму ги ставивме темелите на оваа школа и како што гледате до денеска мислам дека градиме една успешна градска приказна. Кога имаме во позадина, вие ми рековте, ова се младенци кои што едни од MVP на европски надпревари, ќе ми кажете, и ако прашам сега тоа е малце тешка реминисценција, меѓутоа ако ја прашам колку во овие 25 години помина момци и девојки можеби во Водно Санс, отприлика бројката би била? Не знам бројка да ви кажам, меѓутоа многу. Она што за мене е импозантно, нели, и што мене ме радува, огромен број на репрезентативци, како што се денеска од сениорската репрезентација, Магдевски, Маслинко, Миловановиќ, Лејсон Зекири, Виктор Ефремовски доаѓаат од нашата школа. Во младинските репрезентации имаме исто така голем удел, имаме голем број на играчи. Тука меѓу нас, значи позади се Никола Јаничич, кој што пред 2 години беше MVP на Европското првенство, Б дивизија кој го освоивме со нашата јуниорска репрезентација. До 18 години Атанаси Трајанов, кој што ова лето ќе биде дел од нашата младинска репрезентација до 20 години, која што ќе настапува на Европско првенство и ќе се обиде повторно да се вратиме на старите патеки, односно да влеземе во А дивизија. А инаку кога имаме во позадина како една илустрација зад нас? Тука е Никола Јаничич, значи, и Атанаси Трајанов, а останатите дечиња се од нашиот пријателски клуб на КК Работнички, кој што во моментов одржуваат летен камп. Убаво ми спомнавте зад камерите дека имавте прилика вашиот успех и историја можеби накусо да раскажете во нашата Телма телевизија благодарение на ферплей со нашата Јана. Тоа беа пред 2 години, може и календарски, една исто така ваша успешна сезона. Меѓутоа, пошто ќе ја помните, можеби ова, речи си половина завршена по титулата или можеби по се уште вакви нови спортисти кои што изненадуваат, можеби, и покрај тоа што младите денеска фокусот знаат да го дадат на некои можеби други небулози, екранизмот за кој што постојано говориме и така натаму. Има ли се уште добар фокус кај младите да стават целата таа сила и моќ на спортските терени во случајот и во оваа сала? Па јас мислам да, има голем ентузијазам кај децата, тие сакаат да работат. Она што оваа година, нели, највеќе ќе ја паметаме тоа што за прв пат во историјата на клубот обединуваме медал во 5-та категорија, односно играчи родени до 20 години. Во минатото, кога ние бевме основани, постоеше лига за играчи до 20 години, меѓутоа немавме никаква шанса да стигнеме до нејзе. Потоа имаше некој јас каде што имаше прекин
од 7-8 години не постоеше таа лига, беше прекината. За прв пат после долга пауза оваа година се навраќа првенството до 20 години и ние сме, да кажам, прваци во таа категорија, што искрено мене ме радува, затоа што во овие 25 години само ни недостасуваше титула до 20 години. Она што исто така е многу за нас битно оваа сезона, одржавме континуитет, каде што во изминатите години редовно учествувавме скоро во сите генерации на надпреварување на завршните турнири на Final Four. Оваа година за прв пат земавме учество во сите 5 младински категории и освоивме 5 медали, што е реткост, бидејќи сме не прави единствен клуб кој што би рекол можеби во историјата на македонската кошарка земал учество во сите завршни турнири на младинските категории, а уште повеќе со освоени 5 медали. Веројатно ова што го споминуваш и тебе ти дава можеби дополнителна сила и радост за да продолжиш и понатаму да го реализираш секој нов успех понатаму и во нови календарски сезони. Па секако дека е предизвик, секоја нова постигната цел ни дава дополнителен мотив, предизвик да се граби кон нешто плюс. Она што мене искрено ме радува е тоа што од оваа сезона голем број на дечиња беа вклучени повторно во националните репрезентации и тоа е нашиот мотив и поттик да ние ствараме играчи. Нашата цел е како по она што ние сме препознатливи, не е дека ние ги правиме добри резултати, напротив, најважното за нас е да што повеќе наши деца бидат вклучени во процесот на градење на нашите репрезентации. Споменавте, а и ако се прочита можеби вашиот курикулум како водностран кошаркарски клуб има доста куриозитети, меѓутоа што би рекол дека е успешна методологија на работењето со децата денеска, конкретно вие како основач, како тренера и самиот би рекол цел организационен тим на Водностранс. Која е таа методологија успешна? Па нема некоја голема филозофија. Работа и само работа. Талентот е она што навистина ќе ги покрене играчите за да почнат да се занимаваат со некој спорт, меѓутоа работата е онаа која што ќе ги донесе резултатите и ќе те крене како играч на некој повисоко ниво. Читам нешто од вас, ќе ве цитирам, вели: меѓу другото изјавувате македонската кошарка често назадува поради можеби некој пат суети и незадоволна почит кон различни мислења и ставови. Веројатно ќе се сложам и ќе влезам во ваши чевли со можеби оваа ваша изјава. Ако денес би можеле да промените 3 работи барем во македонската кошарка, и како тренер, и како основач на еден од најпознатите клубови, и како некој кој што конзумира и обсервира и дома можеби од својот собствен домашен кауч, што би промениле? Па најпрво би променил, значи, пристапот во работата, би ги охрабрил сите да што повеќе трошат време со децата во сала, бидејќи денеска е исклучително тешко да ги натераме децата во сала. Би искреирал систем каде што децата би имале многу повеќе надпревари како досега. И она што по мене е круцијално, училишниот спорт да се врати на едно повисоко ниво, бидејќи уште во минатото и ние доека бевме деца и доека игравме за основните училишта, екстремно добри беа организирани училишните спортски лиги, каде што првенствено талентите ги баравме таму. Така да мислам дека системот на надпреварување е круцијален за добар успех. Чинам дека можеби физичкото образование во основното и средно училиште како на момент веројатно да ја загуби естетиката, можеби е хектичен во овој период да се биде даскал, просветен работник и да се пренесе можеби знаење и искуство кај децата, поради апропо што споменав кусиот фокус некој пат. Веројатно и ти ќе направиш сигурно дистинкција и забележливи разлики од основањето на клубот 2002 и денес. А сепак на крај пак градите успеси. Так, се сложувам. Модерниот начин на живење си го прави своето, пред се користење и телефони и слично. Она што денеска во училиштата по мене е недозволиво, носењето на телефони, кој што го одвраќа вниманието на учениците, и она што е исто така исклучително важно е да
во самите училишта веќе не се практикува физичкото и здравствено образование на оној начин како што беше во минатото. Јас се сеќавам во тој период многу акцент се ставаше на атлетика, гимнастика, психомоторика, каде што учениците кога доаѓаа во клубовите, во голема мера доаѓаа спремни физички. Денеска она што за нас представува хендикеп како клубови е што доаѓаат со многу низок степен на припрема во делот на психомоторика, атлетика, гимнастика, координацијата, брзината, издржливоста, некои психомоторички способности им се на многу пониско ниво за разлика од порано и сметам дека тоа е само дополнително дава дополнителен ангажман бара од нас за да се посветиме и во тој дел се со цел да добиеме една покомплетна личност, да кажеме, една покомплетна фигура на спортист. Се обидуваш да бидеш и тренер, и другар, и татко, и се на теренот. Меѓутоа, поинтензивно е денес да се работи, не знам, и сензитивно можеби со младината од некогаш? Апсолутно да. Како да чинам некогаш прагот на толеранција и фокусот, нели, го нема атис, па затоа прашувам можеби. Так, ова се нови генерации. Начинот на живење е сосема различен. Ми се чини дека и културата и респектот према тренерите, према наставниците е за жал поинаков и мислам дека доколку сакаш да бидеш успешен, мора да бидеш и другар, и психолог со децата, и да бидеш и родител во исто време. Така да мислам дека новото време си го прави своето и колку побрзо се адаптираат сите тренери, тоа ќе биде побрз начин до стварање на подобри успеси. Имеку водно сан секој пат успева да произведува играчи кои се конкурентни на највисоко младинско ниво и тоа е куриозитетот за вашиот кошаркарски клуб, што е нешто можеби најмногу му недостига на македонскиот спортски систем генерално за развој на млади кошаркари, да се создаваат уште повеќе врни таленти. Веројатно талентите лежат, меѓутоа некој треба да ги предизвика, системот веројатно поинаку да ги регрутира. Можеби вие создавате, ајде, посебна методологија, повторно ќе кажам, меѓутоа ајде, ваше мислење, Горан. Мислам дека системот првенствено треба да ги отвори вратите за сите спортисти, не само за кошарката. Мислам дека треба што повеќе услови да се створат за тренирање. Она што навистина фали е меѓународни надпреварувања, каде што самите деца може сето она што го работат на тренизите да видат до каде се. Бидејќи нашиот систем е таков како што е во моментот, не дозволува голем број на надпревари, бројот на квалитетни надпревари е сведен на минимум, бидејќи мал е бројот на клубови кои што многу сериозно работат во моментот, све се сведува повеќе на да би рекол на некој вид рекреација. Она што е важно е да самите деца осетат и видат до каде се со нивните другарчиња од земјите во регионот и поширок. За оние кои што во моментот не гледаат на Тилма во ова утринско шоу, нека биде ајде предизвик и денешното ваше излагање, јавен дискурс на Тилма, поттик за уписите кои што ќе ги имаме 2026-2027. Сега правите мала оддишка, бидејќи летото, нели, си создава таков момент и може и малку за уживање, иако вие ќе го најавите сега во продолжение дека имате и кампови кои што ви се во пресрет на оваа летна сезона, така што еве може малку околу уписите и за летните кампови, каде да лоцираат, бидејќи ова што го гледаме во позадина веројатно и најубаво прибежиште можеби на момент да отскокнат од ајде да кажам училишните врски, па да се посетат и фокусираат можеби на социализација и на спорт. Па апсолутно. Ние значи сме активни, би рекол 24/7. Иако минатата недела завршивме со последниот такмичарски би рекол дел од сезоната за играчи до 18 години, каде што го освоиме последниот медал сезоната. Она што продолжуваме сега во континуитет, после 2 недели пауза, од 20 до 30 јуни стартуваме со нашиот индивидуален камп кој што се одржува традиционално веќе 15 или 16 година, не се ни сеќавам, во спортскиот центар Борис Трајковски, во малата сала. Потоа од 3 до 9 јули одиме 25-тиот летен камп кој што е наменет за дечиња до 14 годишна возраст, така да би препорачал на секој што е заинтересиран слободно да ни се придружи и би советувал, нели, сите родители доколку имаат можност, не само за нашиот камп, него во било кој спортски камп секој лето да ги вклучуваат нивните деца, бидејќи
пред се ќе се соочат со многу дружење, многу другачиња, нови навики, ќе одржат некаков континуитет во нивните спортски активности, што навистина ќе придонесе за збогатување на нивните содржини во текот на летниот период. Бидејќи споменува и психолог си, и тренер, мислам дека го имаш тој неопходен и мораш да го воведеш тој холистички пристап особено кај младите момци и девојки. Не прашав со девојчињата како сме, имаме некој добар еквилибриум, има девојчиња кои што се заинтересирани? Има голем број на девојчиња заинтересирани, меѓутоа ние како клуб фокусот ни е само на машката кошарка. Колку е важно дете на 10-12 годишна возраст да научи можеби да се предизвика со емоција на губење и неуспех поточно некој пат на теренот, бидејќи тоа е и дел од генерално животната филозофија. Мислам дека е здраво да децата се соочат, нели, и со пораз и со победа, и исклучително добро, нели. Како мали децата уште од најрана возраст, година, 2, 3, прво мора да падне за да научи како да стане, па да научи како да оди, така да мислам дека и во спортот е исклучително важно да уште од најрана возраст децата ги научиме да се соочат и со победа и со пораз. Колку порано тоа го направат, толку полесно во нивниот живот ќе се соочуваат не само во спортот, него во животните предизвици, бидејќи, нели, животот е спорт и секогаш ќе имаат падови, многу е добро уште од најмала возраст да тие научат како да станат. Некаде сосема за крај, колку пати неделно обично се речеме тренинзите, препоставам нека добро избалансирано времето и за нив да ги имаат и дружбата со своите соученици, училишните обврски, да бидат со семејството и да се биде во водно санс, да се одржи еден добар спортски тренинг. За децата од најмалата возраст препорачливо е 2 до 3 пати неделно. За оние постарите над 14... Да се остане конзистентен и... Апсолутно. Оние што се веќе над 14 годишна возраст, ние редовно практикуваме 4 пати неделно, по час до час и половина тренинг. Меѓутоа, тие што се поголемите јуниори и младинци имаат, би рекол, секој ден, бидејќи од понеделник до петок имаат тренинзи, сабота, недела имаат надпревари и немаат баш многу време да си дадат оддишка за одмор, а за тренерите секако нема одмор. И подсетиме дека тренинзите се одвиваат во неколку сали, предпоставам, во Скопје? Водно Санс како клуб работи во моментот во 8 сали низ градот Скопје. Значи никој пат не достига? Не достига, напротив, ни не достигаат тренери, бидејќи нема доволно број за да се покриеме сегде. Да, локацијски сме во центар, Карпош, Кисела вода, нашата база како база е Борис Трајковски. Седиштето што биде. Апсолутно, да. Горан, ми беше исклучително драго да те имам. Ова е кусо едно интервју. Меѓутоа ќе си ветиме во пресрети на вашите кампови и на новата сезона да направиме едно гостување во студија како што доликува, па може некој од овие врвни играчи кои што ги носат овие спортски резултати и за водност, а и генерално за македонската кошарка, да ви имам, вистина ќе ми причинува задоволство. Ви благодарам уште еднаш на поканата и со задоволство прифекам да бидеме ваш гостин. Прекрасна емисија, ви посакувам многу успех и да продолжите во истиот стил. Благодарам од се срце. За да не им пречиме, бидејќи сега се одвиваат тренинзите на овие млади спортисти, Ивана и целата екипа, ќе ве поздравам заедно со Горан и секако со сите нови содржини и нова утринска. Здравје Боже, ќе поканиме и утре да не гледаат во 7:20.